Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што видео ќе збориме за цитотоксична Т клетка. Знаеме дека ако имаме Т клетка, која на својата површина има корецептор CD8, во тој случај таа нарекуваме Т цитотоксик сел. Иако во овој момент таа нема никаква цитотоксична активност. Сега, оваа наивна Т клетка, од која ќе биде активирана, она ќе почне да пролиферира, и да се диференцира на мемориска Т цитотоксик и на ефекторна Т цитотоксик. Каде што ефекторната Т цитотоксик ја нарекуваме цитотоксичен Т лимфоцит, односно CTL на скратено. И во претходното видео видовме дека наивната Т цитотоксик наспрема ефекторната имаат многу разлики во однос на активацијата, адхезијата и ефекторните молекули. Односно, за наивната Т клетка, наивната Т цитотоксик да биде активирана, требаше многу посилен сигнал од Т клеточниот рецептор, додека за ефекторната требаше многу понизок. Исто така за наивната Т цитотоксик беа потребни и костимулаторни молекули, додека за ефекторната Т цитотоксик не беа потребни. Можеше, ама не беа толку битни. Во однос на адхезијата, наивната Т цитотоксик имаше многу помалку молекули за адхезија, додека ефекторната имаше многу повеќе. Исто така се разликува во некои ефекторни молекули. Например, оваа ефекторната Т цитотоксик може да излачува цитокини. Различни цитокини, особено интерферон гама, кој ќе биде многу битен. Така, значи, интерферон АФН гама, но исто така ефекторнава ТЦ има и гранзими и перфорин. Односно, тоа ќе бидат ензими кои ќе бидат многу битни за нејзината цитотоксична активност. Таро, перфоринот не е баш ензим. Сега, овие ТЦ клетки имаат CD8 корецептор, тоа значи дека препознаваат МХЦ класа 1. Ако препознаваат МХЦ класа 1, тоа значи дека они главно ќе бидат одговорни за справување со клетки кои се инфицирани од интрацелуларни патогени. А интрацелуларни патогени беа, например, вируси, и тие ќе бидат најчести или пак може да бидат од некои бактерии, габи, но освен интрацелуларно патогени, овие ефекторни ТЦ клетки, односно CTL, може да се справуваат и со туморозни клетки. Значи туморни клетки ќе забележиме, или пак некои оштетени клетки. Значи оштетени клетки. Ова, вака објаснето, се изгледа окей, но има еден проблем. Сега ќе видиме кој е тој проблем. Да речеме дека оваа протокалова клетка е некоја си обична нуклеирана клетка, која што е заболена од некој вирус. Така, ова црвеново е некој вирус. И тој вирус нормално ќе има пептиди овдека во околната средина. И оваа некоја си обична клетка која не е професионална антиген, презентирачка клетка, значи некоја си епителна можеби клетка, ќе ги преработи овие антигени, така и ќе ги презентира на МХЦ класа 1. Така, бидејќи се цитосолни пептиди. МХЦ класа 1 презентираше цитосолни пептиди. Значи, овие се МХЦ класа 1 молекули, кои беа таман потребни за да дојдат во контакт со CD8 корецепторот, односно Т клеточниот рецептор на оваа Т цитотоксик сел. Океј, и сега овдека ќе го имаме презентирано тој пептид. И сега се викаш, што е тука проблемот? Оваа наивна ТЦ ќе дојде во контакт со МХЦ класа 1, ќе се активира, ќе пролиферира и ќе се диференцира на цитотоксик Т лимфоцит, односно CTL. Нема никаков проблем. Но, ако запамтивте дека наивнава Т клетка за да се активира беа потребни и костимулаторни молекули. Овдека на оваа епителна клетка, така значи оваа е некоја си епителна, нема костимулаторни. Така, значи нема костимулаторни молекули. Значи само има МХЦ. Овдека, да бележам со виолетово, нема вакви костимулаторни молекули како B7. Океј. Значи нема костимулаторни молекули, а нели рековме, горе ако видите, дека за наивната да се активира, потребни се и костимулаторни и сигнал од Т клеточниот рецептор. Па тогаш, како ќе се активира оваа наивнава? Така, значи не може да се активира од обичнава клетка. Единствен начин да се активира е да дојде во контакт со дендридична клетка. Но вирусов
не ја заболел дендридичната клетка, вирусов ја заболел епителната. Како воопшто во тој случај ќе се активира оваа наивнава клетка. И затоа тука е битно крос-презентирањето. Односно, дел од овие пептиди ќе бидат надвор во околната средина. Океј. Значи, дел од овие пептиди ќе бидат внесени преку ендоцитоза внатре во дендридичнава клетка. Значи, дици клетката, односно дендридична клетка, не е заболена од вирус. Така, значи, не е заболена, но ги внесува пептидите од вирус преку ендоцитоза. Така, значи, ендоцитоза, пептиди од вирус. Така, значи, пептиди од вирус. Значи, дендридичната клетка не е заболена, али преку ендоцитоза ги внесува пептидите од вирусот. Но, тука повторно има еден проблем. Ендоцитозно внесени пептиди се презентираат на МХЦ класа 2, а не на МХЦ класа 1. Океј, значи кога се внесува пептиди преку ендоцитоза, тие одеа на МХЦ класа 2. Али тоа беше за helper T cells, не беше за цитотоксик. Како тошко ќе реши проблемот? Епа проблемот се решава преку крос презентирање. Значи преку крос презентирање. Значи имам посебно видео на ова, каде што овие пептиди, иако се внесени преку ендоцитоза, ќе бидат презентирани на МХЦ класа 1. Значи МХЦ класа 1, иако се преку ендоцитоза. Иначе нормално би требало да бидат на МХЦ класа 2. И ова е само преку крос презентирање. Сега, овдека пептидот од вирусот е прикажан на дендридична клетка која самата не е заболена од вирус, а овдека има костимулаторни молекули кои ќе бидат доволни за оваа наивна Т клетка да се активира и понатаму нели да се диференцира во CTL. И од кога ќе ја добиеме оваа CTL, таа CTL веќе не се потребни костимулаторни. Оваа CTL клетка, сега кога ќе ја сретне оваа епителна клетка која ги презентира вирусните, ќе ја натера да влезе во апоптоза. Така, значи ќе ја натера да влезе во апоптоза, иако нема костимулаторни молекули. Значи ќе ја натера во апоптоза. Океј, иако епителната нема костимулаторни молекули, бидејќи CTL не и се потребни костимулаторни молекули. Така, значи надоле е стрелката, не е потребно тоа. Значи само сигналот преку Т-клеточниот рецептор ќе биде доволен за оваа да се изврши функцијата. Добро, но сега настанува уште еден проблем. Кој е тој проблем? Да речеме дека сега овде налета таа активирана CTL клетка. Така, значи овдека налета CTL клетка, а дендридичнава клетка си ги презентира овие вирусни протеини. Нели? Сега, зошто оваа CTL клетка не ја натера и не за да влезе во апоптоза? Зошто не ја натера и не за да влезе? Гледа дека на својата површина има вакви вирусни протеини, вика, па и ти си заразена. Зошто не влезеш и ти во апоптоза? Од кај знае CTL клетката дека дендридичната само презентира, а самата не е заразена? За тоа да го знае CTL клетката, дендридичната клетка треба да биде првично лиценцирана. Значи оваа дендридична клетка треба да добие лиценца од T-helper клетка. Така, значи имаме дека T-helper клетка која ја дава оваа лиценца и сега дендридичнава клетка има дозвола, како буквално дозвола може да си замислите, да презентира вирусни пептиди. Така, значи лиценцава што и дава? Лиценцата и дава, ака не знам веќе кај да повлечам стрелка, вака наваму ќе идеме. Лиценцата и дава дозвола да презентира вирусни пептиди на МХЦ класа 1 преку крос презентирање, без таа да биде во ризик од апоптоза. Така, значи без ризик од апоптоза.
Значи ова е многу гениално како работи, нели? Сега гледаме дека за учествување на цитотоксичните клетки, CTL клетките, во нивниот механизам, потребни ни се и ти helper cells. Сега ќе видиме како се одвива ова лиценцирање и кои се другите улоги на ваквите T helper cells во целиот овој процес кој го разгледуваме. Сега надам дека ме разбравте ова дека што го зборев, можеби требаше да го нацртам онака по-широко, некако дека збиено ми е. Но добро, сега ќе објаснуваме повторно ова, само на некој си друг начин. Океј, сега следете ме пажливо, кидам со зелена боја. Значи овдека лево имаме некои епителни клетки кои се заболени од вирус. Океј, значи имаат вирус и тој вирус нормално си е презентиран на МХЦ класа 1, бидејќи е цитосолен протеин. Океј. Сега, дел од овој вирус може да искочи надвор, да се најде во околната средина и да биде внесен преку ендоцитоза, така, во дендридичните клетки. И сега ги имаме овие вирусни пептиди, океј, кои се внесени внатре во дендридичните клетки. Тие стандардно може, бидејќи се внесени преку ендоцитоза, да бидат презентирани на МХЦ класа 2. Тоа си е нормално. Бидејќи се внесени преку ендоцитоза, се презентираат на МХЦ класа 2. Кога ќе бидат презентирани на МХЦ класа 2, тие ќе дојдат во контакт со T helper cell, која има CD4 корецептор. Нели? Затоа влегува во интеракција со МХЦ класа 2. CD4 Т клетка, односно T helper, ќе добие сигнал кој ќе активира. Од кога ќе се активира, таа ќе почне да експресира CD40L лигант, кој кога ќе се поврзе со CD40 на дендридичната клетка, дендридичната клетка сега ќе стане лиценцирана. Океј. И она сега кога ќе стане лиценцирана, ќе почне овие антигени да ги зима и преку крос презентирање да ги представува на МХЦ класа 1. Сега, кога ги представува на МХЦ класа 1, овдека има нормално костимулаторни молекули, може да влезе во интеракција со наивна CD8 Т клетка, односно ТЦ, и да ја активира и понатаму нели ќе се диференцира на CTL или на мемориска. Сега гледате дека века сум бележал и цитокини. T helper клеткава исто така може да излачи цитокини, како што се интерлеукин 2, 21 и други, кои ќе помогнат при активација, диференцијација на нивната ТЦ. И тоа нели што ќе се добие е мемориска и ќе се добие CTL. Поред. Сега, исто така, оваа наивна клетка, ако првично дојдеше во контакт со епителната, ја реков дека не може да се активира бидејќи на епителната нема костимулаторни. Така, значи, нема костимулаторни. Океј, и затоа само епителната не може да се активира. Но, ако има многу цитокини, така, ако има многу цитокини во околната средина, кои потекнуваат од вродениот имун систем, така, значи, се забележало, почна да се создаваат цитокини кај што има повреда, во тој случај може и да не е потребна дендридична клетка. Така, значи, може од наивна да премине во CTL, иако не е со дендридична клетка. Но само во случај ако има многу цитокини од околната средина. Така, значи, без помош на дендридична или T helper клетка. И од кога ќе добиеме CTL, таа сега може да реагира врз епителните клетки и да ги тера да влезат во апоптоза, односно да се убијат. Океј. Значи, сега се надам дека ме проследивте и дека свативте. Но некој од вас ќе биде паметен и ги каже: но што ако вирусот ја заболи дендридичната клетка? Аха. Што ако има подсилен вирус, кој ќе бележи со розова боја, кој што заразува дендридични клетки? Што правиме тогаш? Дали те клетки веќе мислат дека аха, дендридичната не е заболена, него презентираат некој друг, или ќе сватат дека е заболена? Нормално наводници. Одговорот е дека дендридичната клетка нема да биде лиценцирана. Океј, зошто? Бидејќи вирусот ќе биде од внатре во цитоплазмата. И поради тоа
ќе си биде стандардно презентиран на МХЦ класа 1. Така, ако имаше некој вирус кој заболува дендрични клетки. Али немаше да го имаме ова на МХЦ класа 2. Поради тоа, немаше да има лиценца и дендритичната клетка ќе беше уништена од страна на те клеткиве. Океј, ќе видеа и ќе уништеа тоа дендритична клетка. Но, најголем дел од вирусите не заболуваат дендритични клетки. Океј, ги заболуваат другите клетки, бидејќи дендритични клетки се малце, нема многу. Што ќе ти да заболиш дендритична клетка? Тој вирус не може ни да прогредира толку. Ако заболи една, друга да кој знае кај е, он нема да најде, а епителниве фаќаш и партали правиш колку сакаш има. Океј. Се надам дека ви е јасно тоа. А сега ќе видиме како оваа CTL клетка, така значи како оваа CTL клетка ги тера овие клетки да влезат во апоптоза и да се самоубијат. Сега ќе ги видиме механизмите на дејствување. Океј, има два главни начини, односно механизми на кои овие ефекторните цитотоксик cells, односно CTLs, ги уништуваат целните клетки. Значи имаме тука една цитотоксик, односно CTL, која што за незиниот Т-клетичен рецептор препознава одредена заболена, вирусно заболена целна клетка. Нека си оваква портокалова клетка, која е заболена од вирус. Заболена од вирус и на својата МХЦ молекула, МХЦ класа 1, презентира пептиди од вирусот и овие се препознаени од страна на CTL. И од ова кога ќе се случи, се формираат и адхезивни молекули, мислам се групираат на ова место, така како LFA KETS, така значи ќе се впостави адхезија. Ќе се лепиме, со цел да се формира имуна синапса. Така значи дека ќе се формира имуна синапса. Имаме зборено за тоа во неколку видеа. И при тоа се праќа сигнал внатре во оваа CTL клетка да се организираат везикулите кои се наоѓаат внатре, со жолта боја ќе бележам, да дојдат во местото близу синапсата. Значи имаме везикули и они ќе се натрупаат сега овде близу местото синапсата. Океј, и овие везикули носеа гранзими и носеа перфорини. Океј, значи ги носат тие протеини, значи исполнети се со нив, и се носат на местото кај што е поврзувањето. Така, значи не сакаме ние на секаде да ги ослободиме, потребно е целно да се ослободат. И од кога тоа ќе се случи, ќе се соберат на ова место, тие ќе се ослободат преку екзоцитоза. Пред, значи ќе имаме ослободување, веќе не знам со која боја да бележам, ќе се ослободат овие молекули преку екзоцитоза. И при тоа ќе се налепат, правично ќе дојдат на површината на целната клетка. Сега, што се случува овдека? Перфорините се правично мономерни молекули. Вака ќе бележиме овдека на страна. Ајде да речеме ова вака дека е површината на целната клетка. И во овој случај перфорините ќе ги бележиме со зелена боја, додека гранзимите ќе ги бележиме со жолта боја. Сега, нормално, надворешна страна на целната клетка ги има многу вакви. Океј. И што прават? Перфорините, интересно е, прават се мономерни молекули кои почнуваат да се интегрираат во мембраната. И прават една пора налик мембранскиот напајачки комплекс од систем на комплемент. И затоа се слични со C9 од системот на комплемент. Значи прават пора и сега ни со оваа пора гранзимите можат да влезат внатре. Океј, значи преку пората влегуваат гранзимите, само бележиме овие се перфорини, овие се гранзими. И сега ќе влезат натре овие гранзими, они се серински протеази, всушност по својата структура, они се ензими, и они вршат протеолитичка активност на други протеини, кои ќе бележиме со сина боја, и сега овие други протеини ќе бидат одговорни за апоптоза. Ќе активираат сигнални патики кои ќе одвеат клетката во апоптоза. И интересно е, при оваа апоптоза имаме многу голема фрагментација на ДНК. Приметено е дека целата ДНК што била во организмот се фрагментирала на парчиња кои се по околу 200 бази долги. Така, значи 200 базни пара. И ова е добро што дури и вирусните ДНК молекули или пак РНК молекули
ќе бидат деградирани. Значи овдека да речеме дека имаме вирус на ДНА или РНА, и она исто така ќе биде деградирана на мали парчиња. Океј, значи на овој начин всушност ќе се одвија апоптоза, нормално ќе се активираат и други сигнални патеки кои ќе одвеат до смрт на клетката. Но ова е еден од начините. Мислам, една од последиците на оваа апоптоза. Сега постои и друг начин за внесување на гран ензимите. Постои еден рецептор на клетките, на ценните клетки, кој се нарекува маноза 6, рецептор за маноза 6 фосфат. Значи за маноза 6 фосфат, кој исто така се врзува со гран ензими. Сега, нормално, овој кој ќе се врзе, почна да се интернализира, или ќе се направи како везикула, на која ќе биде прикачен, така заедно со гран ензимот. Но, освен што ќе внесе таа молекула што се врзала, он исто ќе внесе и молекулите овдека кои се наоѓаат во околната средина, но исто така ќе внесе и перфорини, бидејќи во околната средина имаме и перфорини. Треба дека што бележам со зелено. Сега внатре во везикула имаме перфорини, и овие перфорини ќе си направат една пора овдека, низ која овие гран ензими ќе искочат надвор. Океј, односно ќе влезат внатре у клетката. И тоа е друг начин на влегување. Неко тука се активираат различни протеини, се активираат и капсази. Односно се активира капсаза 3, првен капсаза 8. Значи капсаза 8 се активира понатаму капсаза 3. Овие доведуваат и до интринзична апоптоза, значи ова е екстринзична, ова е интринзичен pathway, кој што ќе биде вдека поврзан всушност со митохондрии. Значи ова го збориме во видеото за апоптоза, како се случуваат различни процеси, но спомнавме само овдека сега како може да влезат овие гран ензими и перфорини. Инаку првично во везикулите интересно е, така во везикулите кои се наоѓаат внатре во Т-клетката, овие перфорини гран ензими се всушност приспоени едни со други. Например, ова ако е везикула, ова се молекулите на перфорин, овие се молекулите на гран ензим, и заедно се прикачени со една молекула која е како скеле за нив, која е сирглицин. Значи односно серглицин. Исто така може да се иницира апоптоза преку фаз L, односно фаз лигандот, каде што на овие целните клетки ќе имаме всушност фаз рецептор. Така, значи овдека имаме фаз рецептор, овие имаат фаз лигант, CTL, така, значи фаз лигант и ќе иницираат апоптоза. Така, значи ова исто така го зборевме во видеото за апоптоза, значи нема тука што го објаснувам, исто така тука ќе се прикачи еден протеин, па на него ќе се активира прокапсаза 8, па од прокапсаза 8 ќе стане капсаза 8 и така натаму. Значи има последно видео за тоа, нема овдека да го објаснувам. Овдека имаме некои работи само онака, слики да видиме. Дека helper cells потекнуваат со цитокини, овие нивните клетки да се диференцираат на CTL и на мемориски, и помагаат на ДЦ клетката да се лиценцира на некој начин и да потигне костимулатори да создава. Овдека имаме како се одвива механизмот на убивање преку ослободување на гранули. Значи пред ги носи гранулите да бидат близу местото на контакт, значи пред што се гради еден конјугат и се ослободуваат гранулите во околната средина, си заминува Т-клетката и оваа другата клетка после некое време ќе влезе во апоптоза. Односно Т-клетката CTL некако и вика ко ја натерува да се самоубие. Кој иде таму и вика самоуби се. Овдека исто имаме како се одвива апоптозата, сам механизмот на убивање. Имаме како е перфоринскиот, гранензимскиот или пак фаз L контролирана апоптоза. И овдека крај на тоа процесот што зборевме, што се случува на молекуларно ниво. Биохемиските патишта што се активираат, прокапсаза, капсаза, се активира капсаза 3, кој ќе стигне капсаза 3, се активираат понатаму и други ензими кои ние не ги разгледуваме, овдека има и овде надолу има многу даунстрим ензими кои се активираат. Тоа не е толку битно, но многу е тоа покомплицирано него ние што го изучуваме. Но добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново.
и ќе се само да го направам и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.